Ја гледате 25-та епизода на NextGen подкаст. Денешен наш гостин беше Игор Маџов. Тој е директор на Стартап Македонија. Со Игор отворивме теми како вештачка интелигенција, стартап и днината на младите предприемачи. Со нас во оваа сезона на NextGen подкаст е Пролом вода, една од најкорисните води за вашиот организам, партнер од чилата за заштита на вид, кој може да ги нарачате на страната на Urban Life со 10% попуст доколку внесете код NextGen. NextGen подкаст како? NextGen. NextGen подкаст. NextGen. Мислам дека доста чекавме. Да. Време е да почнеме. Игор, здраво. Здраво. Како си? Добри. Вака јавно ти се извинам, секој подкаст иначе од новата сезона го почнувам со извинување на гостинот, претходно за тоа што се чека, веќе ќе стане некој вид на мим, што всушност се случува пред снимање на NextGen и зашто се касни секое снимање. Тешко е да се објасни, веројатно. Не, мене ми е тотално нормално да планираш едно, на крајот слегува тотално друго, дилеи се нормална работа, битно е да се направат работите. Така, се согласувам. На кратко јас во најавата ги опишувам моите гости на кратко, но кај тебе ми беше доста сложено да кажам кој е всушност Игор Маџов и на твоите гостувања претходни не забележав некое ни кратко ни пошироко био дека споделуваш на почеток, па би сакал на како би се представил ти во некои 2,5 минути 3. Тек ентузијаст, лице кој што секогаш сакало геџети и нешта да биде во центарот на новата технологија, од тука и оние кои што креираат технологии, да бидам во можност да им помогнам оние со што сонуваат, стартап предприемачи, да ги креираат своите продукти и да им ги донесам ресурсите. Така би се представил, инаку да, од страна на со неколку шапки, Стартап Македонија, Nest, FinCap и уште неколку компании во кои што сум допрал прст и сум веќе повеќе од 10 години во делот на предприемничкиот свет, технологија, иновации и стартапи. Така, ова е минута и пол за моментално што се случува. Да. Веројатно кој да зборам со тебе цело време, па на тоа имав работено ваму таму, веројатно целото твое портфолио ќе треба половина час сигурно за да се проследи, така што ќе останеме на ова моментално. Највеќе во улога како директор на Стартап Македонија. Кога се договаравме за ова интервју, спомнавме што би збореле, што е актуелно и во што си некако највеќе периодов, што ќе те инспирира можеби највеќе за да дадеме некоја вредност со оваа содржина, што толку се намачивме за да почнеме да ја снимаме. Спомнавме дека стартапите можеби се некоја тема која доста имаш изборувано на некои претходни гостувања твои. Секако секогаш има нешто дополнително да кажеш, бидејќи ти си во тоа 24/7. Но ве одбравме да збориме малце за AI или вештачката интелигенција. Да. За некој замав што го зима во последниот период. Првично сам да видиме како влие тој цел замав, тој цел бранд на вештачка интелигенција во стартапите. Па можеш да почнеш од таму. AI во стартапи, како изгледа тоа, што е тоа? Види, во фактот е дека се што се случува во светот што е ново, што е непроверено, што треба да се дефинира, ние го внесуваме во светот на стартапи. Значи стартап е токму тоа. Нешто кој што експериментира, го предизвикува статус квото и сака да креира решение на проблемите кои што општеството го има. Оној можност која што сега ја има AI-от е за прв пат во историјата да биде генерално прифатено, општо прифатено од генералната јавност. Тоа го се случи голем отскок со ChatGPT, каде што и веќе мајка ми, баба ми знаат нешто, се информираат, па да не кажуваме сите луѓе кои што се во тек светот, но оние кои што креираат решение сега можат на многу побрз начин да дојдат до прототипи, да креираат не само решенија за бизнис клиенти, туку и да го автоматизираат многу процесот на бизнис растењето. Тука прашањето што ти беше, ќе се вратам на него, на дали стартапите во Македонија работат AI, како ја утилизираат AI, дали знаат што или не. Но многу ми е драго што работиме во многу интересна сфера, односно со компании кои што креираат технологии и секојдневно се иновираат нови нешта. Особено овие компании кои што се од Македонија, ваквиве стартапи, ги пласираат своите продукти во странство главно и всушност конкурираат и се
се конкурентни на глобалниот пазар. Така да AI-от се случува во Македонија, AI-от се креира во Македонија, имаме одлични луѓе кои што се во Македонија и во странство кои што работат на оваа тема. А зошто мислиш дека спомна дека се креира тука но дека се пласира на страна? Да, AI-от е скапа работа. Значи, за тоа да може да биде платено, значи таа автоматизација, ќе земам една многу проста аналогија. За да може да си приуштиш возило технолошко advanced возило, треба да платиш во моментот 20.000 евра. Другата опција ти е да земеш велосипед. И сега ако велосипедот е технологијата што е постара и која што врши работа да те пренесе до некое следно ниво, автоматизацијата што ја дава возилото не мора да биде BMW, не мора да биде Volkswagen, нека биде возило, е тоа кој што сега е одскок на технологија. И сега одскокот на технологија е скап и за да биде соодветно платен, си кошта многу. Така да и користењето на таа технологија, луѓето кои што ја креираат таа технологија, знаењето кој што се има во креирање е скапо и затоа и цените на технологијата се, иако општо прифатени, со $20 може да почнеш да користиш ChatGPT, веќе кога влегуваме во proprietary LLM models, тоа станува скапо, стануваат многу прецизни, квалитетни и решаваат проблеми во индустрија каде што се заменуваат и се отстранува човековиот фактор кој што најчесто е проблем за многу работи. Така, сега моментално има еден тренд, јас сум во маркетинг индустрија, има еден тренд кај што за се нешто се зима тоа зборче AI и знаеш секој AI marketing agency, веројатно си познат, тоа е сега број еден тренд, AI се, да не почнам да набројам. Има ли некоја сега јасна граница преку која се за да им делуваме малце на некој гледач што може би влегол што му сака однака да влезе полека во темата пред да почнеме малце да бидеме конкретни. Има ли некоја јасна граница, јасна бариера што е тоа вештачка интелигенција, кој всушност ја имплементирал на вистински начин во својот продукт, во тоа што го нуди? На страна од тоа што само, мада окей, таа страна ја разбирам во маркетинг да го искористуваш, но она суштинското кога сакаш, кога продуктот го пласираш и го промовираш како нешто кое во себе има AI? Да, значи дали користиш AI за да генерираш, значи generative AI, тоа што е најпознатото генеративен AI, или креираш свој модели кои што имаат одредена специфична цел. Да упростиме, во денешно време ставаме лепенка AI на све. Сакаме AI agency, made with AI. И тука е интересно дека сме во моментот кога полека ќе почне да се регулира сето тоа, но во овој момент едното е машинско учење, каде што врз база на веќе предходни активности можеме да претпоставиме следно што ќе се случи. Тоа е значи машинското учење, а додека AI-от во основа сака да реши проблеми кои што треба computing power, кои што треба да направи многу мозгања, значи тие луѓе кои што треба да мозгаат за нештото да го веќе е во некоја дата база и само се пушта барање, тоа го викаме промпт, денеска, значи промпт е модерно. Гледам се повеќе агенциите прават prompt generation наместо да прават вистински AI. Значи AI-от не е промпт. Тоа мораме да знаеме. Но како да му кажеме на AI-от правилно да не разбере и да ни го продуцира тоа е многу слично на тоа како на мало дете ти треба да му објасниш што треба да направи и затоа има во прво оделение, во второ и сега може да кажеме дека ChatGPT беше кецот беше прво оделение, второ оделение, трето, четврто и сега како се движиме понатаму станува се по комплексно, се по општирно, се внесуваат слики, се внесува калкулации, се внесуваат многу други параметри. Разликата е во многу милиони податоци кои што во исто време се обработуваат за да нештото се продуцира слично како што човекот. Во глава има многу податоци и од тоа знаење црпи одговор кој што во моментот му се бара. Така. Спомна регулации во делот одговорот.
Ме интересира како гледаш се ти на иднината на регулациите кога станува збор за вештачка интелигенција, поготово кога го фаќаме тој фрагмент на етичко користење на AI. Знаеме дека доста може да се злоупотреби и слично. Како гледаш ти на тоа? Како би требало, како се прави баланс на тоа поле? Кај стартапите ти ги представаш првично, значи глобално ако гледаме е нормално. Има и страшни глобално, работи. Види, делот со стартапите сакаат да го предизвикуваат, како што рекол статус-квото, но во суштина гледаат да дојдат со шорткат до најбрзиот пат. Некогаш тоа не значи секогаш дека е патот најчист, но тука се всушност државите и конкретно Европска унија со своите регулативи. Тука ќе ги спомнеме дипфейкови за сите оние кои што не знаат, значи нешта кое што не се вистина, значи тука е етичноста, колку вистински нешта да ќе се представат, дали ќе се злоупотреби, е технологијата, односно користење на технологијата за добро и за лошо. Да дадем еден општ пример, за сите оние кои што знаат дека Нобел го измислил ТНТ, значи за да може да помогне во рударската индустрија. Но потоа влегува повеќе како оружје, значи како ќе се употреби еден изум е прашање на околината. Ние се трудиме колку што може тие употребни, таа употреба на AI да биде за добро. Тука е колку ние сме добри е една прашање, а додека работата на Европска унија, на државите е да го регулираат, односно да им помогнат на сите луѓе кои што се општа популација, да знаат дека нештата се генерирани од AI, дека зборуваат со AI аватари, дека станува збор за контент кој што е со помош на AI, дали е генериран, но во суштина да биде посочено. Тоа кон тоа ќе се движиме и оваа година гледаме се повеќе такви некои закони кои што треба веќе се во функција, а од 2025 и тоа како ќе бидат да може се да пишува generated by AI и да им даде на пошироката јавност да знаат со кого комуницираат. Така, накратко дававме некој сега вовет, осврт, базичен за тоа што е, сега веќе би сакал да почнеме од некои по прашања кои не сум ги слушнал сега да се отварат негде, ми се многу интересни на тема AI поврзано со стартапи и ми дојде на памет едно и многу интересно прашање. Како што кажа, збориме во некои од претходните епизоди, тие што не следат, ја спомнавме темата на како AI, дали ќе ги замени работните места, кои работни места се први на удар и слично. И дојдовме до заклучок, баш Нина Геометрија, наша најпозната дизајнерка беше гостин, дојдовме до заклучок дека можеби и креативната индустрија е прва некако на удар, колку и да изгледаше првично, нели, дека некои побазични работи можеби ќе ги замени, дека креативната индустрија исто така доби сериозен удар. И сега ме интересира кога збориме за креативност, нели секој стартап потекнува од креативност. Така. Потребно е креативност за да се подстрефи некој стартап. Како стои таму работата, како вештачката интелигенција може тука да парира во тој креативен сектор на човекот? Види, за некои се што има репетитивност може да биде заменето. Доколку може да се најде патерн кој што математички може да се реплицира и доколку тоа нешто се препознае да се случи ова, наоѓаме на употреба на AI и масовна адаптација. Чисто за пример, QA, Quality Assurance, за оние кои што работат во ICT секторот, односно да се провери дали кодот функционира или не. До сега требаше да се тестира за да може да се провери дали функционира кодот. Сега е прашање на само целиот код се става во одредени сервиси, значи не ChatGPT, туку некои други, Powered by AI, кои што потоа го проверуваат и дават сугестии и оптимизација. Доаѓаш до прашање, чекај сега, на тапет не се само дизајнерите логоа што прават, не се веќе само контент креаторите кои што креираат, копирајтери што креираат постови и слично. Сега се веќе и девелоперите. Значи ќе треба и они чисто да размислуваат, окей, во што сум ја уникатно добар, каде што покрај ова што ми е QA-от, што го учат сите, ќе можам ја да додадам вредност, каде што нема толку многу да ме замени. И втората работа што е многу побитна според мене, е како ќе се адаптираме во делот на едукацијскиот сектор, да луѓето кои што веќе
работат на одредени позиции, ќе ги користат тие AI алатки или ќе се адаптираат да to embrace, значи да го прифатиш, да биде дел од тебе користењето на таквите солуции кои што тебе те прават да бидеш попродуктивен. И тогаш си повреден. Така. Сега кога ги спомнавме работните позиции, каде се има влијание, каде прави моментално и каде допрва напаѓа целото AI, каде гледаш ти каде гледаш најголемата некоја општествена, малце пошироко промена, што може да ја предизвика се ова? Еве на страна од стартапи и од Обштествената промена може многу да помогне во автоматизација на државниот сектор. Значи, тука гледам дека администрацијата, ако сме спремни, може и тоа како да се решат работите. Класичен пример, моментално во владата има неколку дактилографи се уште, кои што прават записници од состаноците, па тие треба да седнат, да ги анализираат, да прават сиже, да ги направат, нели, оно што е како списите, да ги достават до службите, па потоа да ги распределат, што се губи време. Веќе познати се многу сервиси кои што на англиски јазик функционираат идеално, веќе почнуваат да ги адаптираат и на помалите јазици, вклучително нели македонскиот јазик, кој што недоволно е досега од страна на академската заедница истражен, но има благодарение на индивидуални професори кои што имаат публикувано своји теми и open source датотеки кои што можат гласовниот дел да се стави во функција, да веќе може тие што работат во дактилографија следната година ако државата реши да ги смени, ќе бидат сменени. Значи, ти нешто, делот со автоматизација на пораки, се што е во светот репетитивно, ќе се повторам ја. Се што може што се повторува, што може да се генерира, што има паттерн, ќе биде тема, ќе биде мета на промени. И единствената мета на промени имаше една многу добра реклама која што беше од градежна индустрија, вика AI, please finish this one. Полуизградена куќа, ајде, изгради го. Значи, стануваат се повеќе битни мајстори, луѓе кои што се со добар фат, кои што треба нештата да ги направат, станува креативноста, значи тој тату артист, окей, супер, можеби ќе направи, ќе генерира тетоважата, но тој фил, тој human touch, тој финесот кога веќе влегуваме во proficiency, во окото и увото знаат да слушаат или да препознаваат нешто подобро, тогаш веќе AI-от се препознава дека е и човековиот фактор си преовладува. Ќе видиме многу промени во тоа во работните позиции. Веќе гледаме промена на тоа колку луѓе се вработуваат кол центри. Кол центри тешко дека ќе имаме уште следната година. Значи побрзо. Да. Ќе биде обратно. Ќе платиш повеќе како што викаме во Норвешка. Во Норвешка некој да ти полни кеси и да плаќаш во продавница е невозможно. Значи никој нема кој да седи во продавница да биде касиер. Се одиме на роботизација. И ќе платиш повеќе за да бидеш обслужен од човек. Тоа е шифтот што ќе го гледаме се повеќе и повеќе, колку повеќе ќе го хуманизираме начинот на кој што таа интеракција ќе се приспособи, толку повеќе ќе биде прифатена. Така, значи може добар импакт да има според тоа што го кажува државниот сектор, може и таму највеќе и треба, кога сме веќе дека тоа многу може би широка тема, колку све работи може да се оптимизираат со овие ресурси што се веќе достапни, но некако сликата како и баш да не мрдаат работите, зашто е тоа така не знаеме. Како викаме, when there is a will, there is a way. Значи треба само волја и ресурси да се има, знаење се има, можности се има, треба само да се додели време и ресурси за тоа да нештото да отпочне и надежта не ме напушта. Секогаш викаме дека може подобро и државата подобро да функционира и околината околу нас, али имаме одлични луѓе кои што
како паралелен универзум си функционираат и креираат вредност секојдневно. Така, апсолутно. Сега земавме AI во стартапи, сега се префрливме малце на AI во таа некоја државна заедница. Ме интересира за AI, знам дека ти имаш доста примери, сега ќе почнеме да бидеме се по-конкретни, некако дававме некој осврт базичен и може да влеземе доста во конкретно, веќе ти си доста конкретно замешан во доста работи, па ме интересира да збориме AI за здравството, како стои таму ситуација, знам дека блиско соработуваш со еден стартап од тука, Така. кој прави нешто на таа тема. Сега доста теории се тука дали дека би можел да биде добар во диагноза и слично. Како стои тука ситуацијата? Бидејќи тоа е доста сензитивно поле, здравство, Така. и да се довери во раце на машина или како и да се нарече. Баш напротив. Ја тука ќе те побијам затоа што да се довери на машина, машината препознава и дава статистичка анализа која што вика ова вака е поголема веројатност дека ќе се случи. Аларм, интервенирај. Конкретно има една компанија во Македонија која што развива систем за детекција на срцев удар, кој што одреден патерни ги препознава кои што се случуваат на срцето, на оптовареност на кардиоваскуларниот систем и вика врз основ на овие параметри од нашите истражувања, од научната фела кој што ги има, можеме рано да детектираме потенцијален кардијак арест, потенцијален срцев удар. Како? Повторно е тоа математика. Повторно е тоа човекот, нели, знаеме дека 120 е нормален пулс. Знаеме кои се посакувани параметри и кои се параметри кои што се лоши. И сите тие многу параметри кои ќе се стават во функција можат да се дојдат до одредени фантастични предикции, меѓу кои што во медицината имаме уште еден стартап кој што прави рана детекција на канцер, кој што моментално е во процес на истражување, односно clinical trials треба да се направат со вистински samples од флеш и од крв, да се потврди таа веродостојност и таа веродостојност има време. За оние кои што не знаат, во Америка конкретно, се што е врзано со медицина и се што е врзано со човек, има така наречен FDA approval. Значи, дали си ти во медтек, значи дали креираш drugs или некој вид на лек, или некое решение што треба да го подобри работата на човекот, тоа е највисокото ниво. FDA approval. Посебно, да. Друг македонски стартап работи на с поддршка на хирурзи во процесот на операција на рбет. Тоа е нешто кое што користи машинско учење, многу искуство од хирургијата, хардвер, софтвер, кои што заедно се вклопуваат во едно решение. 5 години им требаше да дојдат до тој FDA approval и да можат всушност да почнат сега да го продаваат решението. Значи долг е патот на страната на health, на страната на medtech, на страната на biotech, се навистина долги процеси и затоа многу почесто во инвестицијскиот свет и кај што јас сум вклучен, се компании кои што развиваат решенија во бизнис intelligence, значи тоа се во e-commerce, во fintech, во education technologies, нешто што е многу брзо, многу може лесно да се потврди и да се скалира и вредноста доколку ја постигнуваш, го решаваш на некој проблемот инстантно. Не плаќаш, тераме. Да, спомнавме беше со тебе бевме на самит заедно во Приштина и попадуваш зборевме за која апликација ќе ме посетиш за спелување, за Grammarly. Така и слично за тоа решение и дека е юникорн во светот, нели, на стартапите, тоа е исто така од Украина, значи не од Украина и дека е доста специфично приказна. И тоа би сакал сега да отвориме као тема малце, колку е всушност, малце да им доловиме на луѓето, колку е всушност реална таа сликата за што е, или да ја доловиме на есенцијата на стартапот, што ти најдобро познаби, ќе си 15 години во тоа. Всушност креирање на продукти сега што го спомна тоа, решавање на брз проблем за кој треба да платиш и нели самата таа моќна на стартапот е дека кога ќе го погодиш што нито можеш да одиш веднаш нагоре. Би сакал да одвоиме некои примери
кои тебе ти останале овие години забележливи, некои што си истакнувале во се што си осознал и си се запознал доста и лични средби си имал со доста луѓе успешни од стартап филата. Па би сакал да ми издвоиш ти нешто што ти останало нака баш кечи, да ми нешто по инсайдерски. Сега, значи, ја би може да кажам дека барем пола од компаниите со кои што работиме Стартап Македонија, тој Founders Club, имаат своји AI решенија, значи градат нешто специфично. Па може од таму да издвојам некои приказни, но вака прво што ми текнува е да поздравиме Светле од Pixel. Тоа е интересно дека многу решенија кои што се креираат од AI доаѓаат од не тек луѓе, но најдобрите решенија доаѓаат од научници, луѓе кои што се технолоджи, кои што влегуваат од академска страна во делот на AI. И тука имаме значи во Македонија Pixel, тука ги имаме iReason, тука ги имаме Innovation, неколку компании кои што се, да речеме, со директна поврзаност со универзитетите и користат знаењето што универзитетот, научниот фела го има акумулирано во практична употреба во стартап. Но интересни се приказните, конкретно за Светле, дека предпоставките за што можеш ти да креираш како технологија и за што е клиентот спремен да плати се сосема различни. Затоа што ти може технологијата да ти биде предобра, да биде accurate со поголемо од пота 2 од твојот конкурент, но доколку не го решаваш проблемот него, имаш тој момент од другата страна. Ти ми решаваш нешто кое што на вистина јас можам да го наплатам. Добро, сакам да го платам. Во нивниот случај им тргнаа како решение кое што требаше да дава. Они конкретно се бават моментално сега продуктите за ако не се лажам за во e-commerce. Значи работат во светот на e-commerce, прават анализа на каталогот, го значи категоризирање, на сите items кои што се во и давање на контекст, на карактеристики. Некој сега јас носам мајчка и джинс, ми дава дека тоа е casual, тоа casual значи дека може да биде ова комбинирано со одреден тип на аксесорис, кој што може да биде, што представува деним темен, светол, и сето тоа како дата може потоа да биде искористено во подобар prediction за што следно сака клиентот да купи, да му се дадат предлози, значи оди во насока на продажба, не само за детекција, туку и продажба. Ако нема продажба, на крајот не се добие нешто плюс, супер, nice to have, така. Тоа е еден така интересен пример за тоа како на почеток се тргна од нивни онлайн стор кој што треба да дава environment friendly или green solutions, green items кои што постојат на пазарот како нешто паралелно од она што беа од fast fashion, а стана решение кој што сега поблиску ги третира проблемите на бизнис секторот, односно на e-commerce. Еве ќе го спомнам FinCup, стартапот кој што тргна како решение да креира финансиски дигитален адвајзор кој што ќе им помогне на финансиската индустрија, конкретно пензиски, инвестициски фондови и иншуранс. Свативме дека е комплицирано решението да го објасниш и се оди кон решение кое што лесно се сетира, луѓето можат брзо да увидат потенцијал, односно да добијат личен персонален асистент кој што им решава проблеми, им продава, им закажува само со неколку клика. Он основно тренд што е сега low code, no code креирање на апликации да се може сами да го направат. Така да едно е тоа што го видовме дека технологијата во некои сфери е deep tech, значи ако е ептен deep tech си бара научни истражувања, си бара посветување време, но некои употреби на AI-от можат многу брзо да
да се стават во функција. Ако се најдат правите шорткати. Кој е тој што го користи решението? Тоа е битно. Знаеш што ме интересира исто да те прашам, имавме една целодневна дружба пред некои си 2 недели и можев некако да ја воочам твојата посветеност, твојата пасија спрема се ова што го правиш, па ме интересира што е тоа тебе што те задржува толку време, конкретно да си блиско врзан со тоа зборче стартап, таа посветеност, како би го објаснил тоа се? Би го објаснил. За мене беше искрено фасцинантно, извини што те прекинам, веќе ние во петок после работа одиш додатно на некој вид на работа каде што имаш и презентација и некоја одговорност и таму пред луѓе. Да, делот стартап или да се биде предприемач нема работно време. Значи мозокот ти мисли 24/7 и си ги задаваш самиот проблемите наместо некој друг да ти ги задава. И најчесто најлош шеф си самиот на себе кога треба да всушност си кажеш колку време да работиш, што да работиш и си викаш па добро, не мора на другите да ставам, ставај си на грбот. Така да сакам да креирам, сакам да допринесувам да се случуваат нешта. Значи ми е потребно тоа движење. И жена ми вика ти анксиозен си ако нешто не правиш. И така да ако нешто се случува и има активности, тогаш сум многу среќен и кога не мора тоа да биде од мене покренето, доволно е ова иницијативата, подкасти сега се снимаат, млади луѓе влегуваат во нови иницијативи, се креира стартап клуб Скопје, Нетворкер, Нецетара отвори свој центар Нетавил, значи места каде што ќе бидат сврталишта на нови идеи, креативни активности да има изложување пред технолошките трендови, наместо само да отвараме телевизија, веќе исклучив телевизија, неам одамна. Ама телевизијата, таквиот медиум е малце ќе го речеме застарен, но сепак мора да бидеме свесни дека треба некогаш и да подзастанеме и да ги послушаме мама, тато, жена, деца, девојка, кој како што има. Да, малце, рано. Тоа ме интересира, сега спомнавме таа пасија, таа некоја желба за нешто цело време да се случува, тоа од друга страна предизвикува и терет, стрес некој, може да дојде до бърнаут така наречен, или на македонски како би се немаме некој да прегориш. На македон, да прегориш. Да. Како дали се соочил со тоа, како се справаш, предпоставам дека често во толку години посветеност и пасија дека може да се случи нешто такво. За сите оние кои што почнувате за почеток, може и како совет тоа. Како совет, прифати дека ќе работиш нели повеќе од колку што си мислел дека ќе работиш. Ако почнуваш нешто свое, 9 до 5 не постои. Постои да се заврши работата и тоа знае да биде голем терет, особено кога сакаш да креираш многу работи. И сум си го осетил на мој терет и викам јас сум создаден од грешките што сум ги направил, на многу места сум сгрешил за да можам тука да бидам. И фактички тие бърнаутс се случуваат неизбежно. Особено кога сакаш да креираш повеќе од колку што ти вика околината дека можеш. А околината ти вика, нели, ти можеш да работиш овде, не можеш да одиш во Србија или не можеш да го продаваш решението на страна. Не, ти не можеш да имаш свој продукт, кој што ќе го развиеш со 50.000 евра, за тоа ти требаат 500.000 евра. Ние сме hustle nation. И хаслањето, тоа хасл значи да стварно со многу малку успееш да дојдеш до многу, си има своји негативни страни, а тоа е да си речеш па доста више, уште колку вака ќе верглам, уште колку ќе правам, и ако не се свештиш самиот, телото само ќе ти откаже, само ќе ти каже доста. Легни болен, ајде сега, некој орган да не, операција, ќе не бидеш присутен во некој момент, ќе скршиш нога. Така да, не знам некој да не му се случило тоа, најбитно е да се споделуваат тие работи со блиските, а најдобро се споделува со оние кои што може да те разберат, тие се кои што ова им е секојдневие, каде што не всушност се вработени, туку тие што се работодавачи, тие кои што креираат вредност, тие кои што се основачите на
стартапите и затоа ние посебно во Стартап Македонија креиравме Founders Club, кој што Founders Club има за цел да ги третира потребите на основачите кои што веќе прават решенија и не можат на кого да му се посветат затоа што се неразбрани. Ја би рекол се луди што ова го прават во вакво општество во кое што живееме, во кое што да бидеш предприемач е луд, а ја обожавам да работам со луди луѓе. Значи, едноставно тоа зошто е лудост. Да, значи луд да сонуваш, луд да сакаш да снимаш подкаст у петок у 10 11 вечер. 11 вечер и претходно да се случува се. И претходно се свашта, да. Да, и да нема конкретно зошто. Кога сме веќе кај заштото и кај подкастот, со претходните гости, снимајќи оваа сезона, цело време се подпрашувам за нешто што мене ме интересира, а тоа е следното. Многу е тешко да се дефинира сега како медиум. Зборам како на страна од твојата улога која имаш, твојата професионален живот, многу е тешко да се креира некој медиум и да знаеш на кое ниво треба да го креираш. Еве конкретно сега може тебе да те земам за пример. Твоето изразување, познавање на технологија е на доста некој левел, што за луѓето може чудно, па тука тоа произлегува коментари, премногу англицизми, што е ово. Од друга страна, на еден друг медиум забележувам како се објаснуваат зашто е чат, дали е GP, дали е чат, дали е како шо. Знаеш, како мислиш ти, како треба да се пристапува? Треба да си го знаеш одиенсот. На тие кои што се млади, нели, одиенс да го кажам како збор, им е тотално во нивниот вокабулар, нивниот речник, додека на друга генерација не им е. И сега јас сум тоа што се викаше millennials. Сега не знам до кај сме стигнати, мислам дека сме до алфа, и со сите нивни нови термини кои што ги користат, и тоа не е ништо друго, туку менување на околината и што новите генерации бараат од околината. Така да она кое што јас знам дека ќе се случи е дека ние ќе треба да се адаптираме и секоја генерација вика дека овие младиве се полоши отколку тие што биле. Не, различни се. И ќе имаат различни побарувања. Во секој случај мислам дека ќе биде многу интересно на кај се движиме. Така, јас дури би рекол дека можеби не сум го забележал толку тоа генерацијски, бидејќи ти си некоја генерација, јас и ти сме некоја добра разлика, но некако повеќе луѓето и се прашањето што ми е всушност каде е конклузијно што сам да го добиеме, дали повеќе би се вреднувал медиум кој што би правил некој комјунити на истомисленици, или повеќе би се вреднувало кога би пристапил и би едуцирал некој што, знаеш, доправа би му било нешто ново тоа. Така. И тоа е некоја дилема која види, тука е интересно, например, ја гледам од видот на подкасти што јас ги гледам, така, значи кои што ги слушам се многу технички, значи предприемачки теми. Големиот дел се на англиски. И тука автоматски кога конзумираш таква содржина и вокабуларот ти станува таков. Значи, би сакал многу повеќе содржини да се креираат на македонски јазик со темите кои што мене ме интересираат и зашто сум тука, но начинот на кој што па јас сакам да се изразувам на темите ми е многу тешко кога треба да ги генерализирам. Да. И имавме една многу интересна дебата, ја поздравувам Ана Зафирова, се знаеме многу одамна. Игор, не те разбирам. Што ми збориш? Те молам, симплифицирај. Вака нема да те македонска телевизија нема да те разбере. И сваќаш дека има разлика особено во новинарството. Има огромна дупка која што постои во третирањето на тема предприемништво, технологија и иновации. Посебно имавме соработка што се правеше сега летово со Arizona State University, кај што доаѓа универзитетски професори да им предаваат на новите генерации на новинари како да ги користат технологиите и да репортираат за тие теми. Ние немаме економски новинари, ние имаме свашта. Луѓе кои што денеса бајле отишол на all-rouндери. Да, ја ги разберам затоа што пазарот ни е мал. Одат са бајле, снимаат за политика и сега
одеднаш он треба да се свичува од политика, односно да се префрли од политика на тема ChatGPT. Како, од која е позадина, значи треба некој да влезе во темата, да ја обработува, да се интересира и затоа многу повеќе ги сакам и ги почитувам специализираните вертикални новинари или конкретни портали кои што пишуваат. ITMK пишува за IT. Фактор пишува, третира политика, технологија, пари се повеќе бизнис економија, пари МК, иновативност, иновации, исто така технологија, Connect. Значи, соработуваме најчесто со таквите кои што па на нив не им пречи сленговите или англицизмите, затоа што тоа нивната публика така ги сака да ги конзумира. Така, значи највеќе треба всушност да се посматра публиката што сака, но од друга страна еве јас би се согласил со тебе исто подкастите ја што ги гледам, се нели на некој може би по-профишент или по-напреден левел се однесуваат на одредени теми, но ако сакаш тоа да го скалираш, се зборим ако се нишираш во нешто тука, е многу тешко да се скалираш, поготово како медиум и едноставно ќе мораш на некој начин да пробаш да допреш до поголема публика за сето тоа да опстои и кога ќе пробаш да разлисташ таа поголема публика, нели да влезеш во тие инсайт, сваќаш дека онака треба многу подоле да се спуштиш и многу по Јас би кажал дека би требало од старт би требало да се едуцира, ако гледаат квалитет во начинот на контент, на содржина што се споделува, неизбежно е тоа да исплива и да си остане во етерот, ајде да кажеме така. Оние што се генералните теми ќе останат и треба да се балансира и мене ми е драго што кај тебе видов многу различни профили. Значи се обидуваш на младата популација да им донесеш теми кои што би требало да им се од интерес. Значи отвори устата, еве да ти дадам да пробаш нешто друго. Тоа не сите го прават и би требало повеќе да се досмелуваат и тука е во нашата обврска некогаш да кажеме и да зборуваме гласно за темите кои што треба да се зборуваат. Така, кога ќе се спомне зборчето стартап од некое претходно време, мислам дека малце сме еволуирали, обично се поврзува со тоа имам идеја, нешто ми текна, некој хак. Ти си во сегментот инвестирање во стартапи, па ме интересира како реагираш на тоа кога некој ќе ти каже имам идеја, дали некако те возбуден сум и во истото време и што? Значи идеја без реализација е ништо. Може да седнеме сега ние вака. Групата е да изгенерираме идеи за бизнис со маички, така. И да имаме фантастични идеи. Реализирањето на истите и градење на бизнисот, таа бизнис идеја е она што е фантастично тешко. Така да секој е чест на сите оние што сакаат да сонуваат, но прашањето е зошто баш ти? Зошто ова што сега го работиш, веруваш дека ќе направи промена и дали имаш unique value, дали имаш некоја уникатно што ја носиш, дали конекции, знаење во индустријата, повеќе сакаш да работиш од другите, имаш тим кој што е спремен да грајнда и да хасла и се да прави. Што е она уникатно што го имаш? Па имам идеја за ride sharing. Немам ништо против ride sharing app, ама на секој стартап викенд има по некоја ride sharing app. Сакам мен да им помогнеме на природата да се возиме сите во Скопје заедно и ќе излезе некогаш некој кој што ќе успее да го освои пазарот. За сега никој не се успела, секоја година нешто се креира. Еве сега имаме многу доставувачи на храна. Тоа е најактуелно. Актуелно е. Корпа, Кликнијади, ќе влегува Волт и уште некои други. На последниот еден евент во Куманово, некои млади дечки кои што сакаат да влезат во бизнис. Супер, градете го ма знаете кој е кепот? Ако немаш доволен број на корисници, зошто уопште би се трудел да изградиш бизнис? Нема економска логика, така да затоа некои стартапи или некои идеи мора да имаат број на корисници за да бидат оправдани. И зошто некои бизниси се оправдани да се креираат во Америка, а не се случуваат на Балканот, заради тоа што моќта на купување, технолошкото познавање и секако делот со
колку голем број на корисници, односно total addressable market имаш. И тука ќе го поврзам делот зошто се скептични инвеститорите, особено оние со кои што работам, кога решенијата што се креираат, дали биле AI, не AI, ќе бидат конкретно таргетирани само на локалниот пазар. Не дека не може да се креира бизнис од локалниот пазар, но дали тој бизнис ќе може да биде доволно голем за да ги оправда очекувањата за пораст на повратна инвестиција од страна на оној што инвестира, тука е прашањето. Така да, кога мене ќе ми дојдат и ќе ми речат имам идеја за да викам добро, колку голема сакаш таа идеја да растеш? Која е визијата за бизнисот? Каде го гледаш да биде? Која ќе биде твоја? За колку време? И тука одма кога ќе им го кажеш таа перспектива дека за 5-7 години они треба да бидат 50-100 милионска компанија за воопшто да бидат интересни за инвестирање, си имаш па ја не можам тоа да го постигнам во оваа сфера у Кочани, ако сакам да почнам. Можам од Кочани да почнам бизнис кој што е за Централна и Источна Европа. Сега секој поздрав до Кочани, Иван и Поздрав до Ивановски, да. И до компанија. А колку се смени тоа низ годините? Например, пред 10 години. Јас првично кога се соочив со тоа зборче, негде пред средно, можеби почеток на средно, тоа беше имам идеја, нели стартап е идеја, има инвеститори, едно време доста се инвестираше нели у стартапи пред некоја година верувам нешто пред кризата со короната. Колку се смени низ годините тоа? Колку се повеќе бараат инвеститорите од стартапите? Многу се посериозни приказните кои што почнуваат да се појавуваат и дека треба ти да доеш до момент колку што е можно подалеку пред да побараш финансирање надворешно, зашто ти влегува некој во фамилијата, ти влегува некој во начинот на водење на бизнисот и сега треба да бидеш отворен на критика. Секако тоа не е лесно да своето чедо некој друг ти кажува како треба да го растеш. Така да би кажал дека многу повеќе инвестиции се случуваат сега отколку што се случуваа порано. Многу поголем ентузијазам постоеше порано со многу поголем failure rate. Сега имаме повеќе искушни предприемачи кои што пропаднале еднаш, два пати, па сега третиот пат навидум е чудо како успеваат. Не. Некои успеси се потребни 10 години. Overnight success, 10 years in the making. Значи 10 години ми треба за да дојдам да бидам препознаен како успешна приказна. И тоа е нешто што цело време се случува. Потребно е подобро да бидеш желката која што ќе се движи полека константно, отколку зајакот кој што ќе оди ќе се изгори и после тоа ништо. Така да би требало ние систематско градење на екосистем, систематско градење на култура за инвестирање, градење на продукти, се движиме, малце ни треба повеќе она што се вика подбутнување напред и отварање на врати. Така. Како гледаш сега на овие најмлади генерации што прв пат доаѓаат, вие цело време правите, нели? Ги обожавам. Како ти изгледа ги спориш со тие генерации од пред 7, 8, 10, па и 12, 13 години имаш ти? Сега, колку млади, тоа е многу битно. Оние генерации со кои што главно работиме се од универзитети почеток на натаму, 18 годишни. Порано немаше толку голем пристап до интернет и знаење за да ти да можеш да градиш нешто уште многу мал. И тоа беа честни исклучоци, нешто кое што во бизнисот или во технологија влегуваш по завршување на средното образование. Сега гледаме деца кои што со многу малку години, да не кажам под 10 години, градат скинови, трейдаат, прават, пустат, се вклучени зашто доаѓаат до информации, светот им е отворен и само curiosity, односно тоа да бидеш љубопитен, да, и она што те е границата. Колку повеќе си љубопитен, толку повеќе навлегуваш и тука е curiosity е поголема вредност, подобра карактеристика отколку да бидеш obedient, односно да бидеш послушен. Зашто да бидеш послушен значи дека треба да прифатиш дека другиот што ќе ти каже е подобро од твоето. Не, ти си љубопитен, јас ќе дознам дали тоа е најдобриот начин.
Дали можам да го предизвикам да го победам? Таа љубопитност, таа дрскост да се биде бунтовен и да се каже не мора да значи зашто си постар дека тоа е подобро. Значи дека има поголема предприемачка култура што сега постои од тоа што било порано. Но сепак сакаме да бидат поголем респект, односно да имаат почитување кон постарите. И тоа го гледаме дека имаат знаење кој си се испливува тоа на површина, така да многу сакам да работам, особено со млади предприемачи што се негде, ја ги викам young professionals. 22 до 28 години. Тука с првите чекори во креирање на бизнис, во тестирање на границите на нивните можности во технологија, во бизнис, во бизнис девелопмент и тука да грешат, да пробуваат менторирање од моја страна, од тимот и така натаму. Предобро. Така, кога сме кај младите генерации, за крај би опфатил сега иднината, подкастот го почнавме со AI-то, со вештачката интелигенција, AI-то цело време некако се учи малце лошо, со вештачката интелигенција, ме интересира каква иднина ти гледаш таму. Ти си доста вака по дружбата со тебе и по овој разговор што го имавме лайв, може да сватам дека си некој оптимист? Да. Мојот кофаундер Димер ќе рече подобро да бидам добар со AI да не после ме гризне по газот. Тоа значи дека би сакал да верувам дека ако се поставиме на добрата страна на AI, размислуваме етички, го користиме за добро и бидеме со него добри во смисла да кажеме благодарам, те молам, прави разлика. Затоа што мора да запомниме дека станува збор на реплика на човековиот ум и како функционира. Ако некој е добар со тебе, поголема е шанса дека и ти ќе бидеш добар со мене, така? Нормално. Ајде така да пристапиме. Така да тоа ако се земе предвид, има голем оптимизам дека треба да постои согласност, дека треба само да се вметне во тие граници на денешницата и многу полесно ќе функционира. Ако бидеме само ова е нешто ново, ова е страно, ова не треба, за многу работи ќе промашиме. Така да зошто да не се отвориме да тестираме, да поздрав до сите оние кои што креираат нови решенија и оние кои што сакаат да ги користат, кога ќе го користат да не биде македонското сеир да тераме не им функционира, им падна системот, леле види серверов не им. Не, дечки, може ова да ви помогнам, супер функционира, ајде да работиме, да направиме проект. Значи таа проактивно сакам да видам повеќе и ако така се поставиме, ќе имаме многу големо ниво на прифаќање, да не речем acceptance, за да може потоа да си го подобриме животот ние самите. Така, ги спомнам младите генерации, тоа како ти се свија, каков импакт некако даваат. Истото е тоа бидејќи може често да се слушнат некои постари генерации како дека сега ништо не е добро, нели младите и слично, а доста луѓе што се како тебе во контакт со млади. Во првата епизода отворивме сезоната со Немања Антич од Белград, он има огромна заедница, некои млади што му пишуваат, он исто така коментира на тоа дека е фрапиран колку се и културни, колку се и проактивни и колку прават некако работи, тоест презимаат некои работи, тоест влегуваат во предприемништво многу млади, што некако не оправдува таа некоја генерална слика на дека светот оди во X, Y насока и дека баш напротив тоа и во разговор со тебе дека доста младите се некако поосвестени, полесно превзимаат чекори. Види, млади колку на што ќе ги изложиш, на тоа ќе ти се врати. Значи затоа викаме потребно е едукацијскиот систем да биде многу похибриден, да биде да ги отвара вратите да експериментираат, да ги предизвикаш да својата љубопитност секојдневно да ставаат во функција. Таквиот начин на critical thinking, критичкото размислување доведува до правиот начин на луѓе кои што ќе преживеат во овие води. Секако, по старите генерации ќе имаат одредена доза на недоверба, на отпор, но тоа секогаш сме го имале.
Имаше една многу интересна паралела која што вика во 20-тите години на 20-тиот век ги кршеле трансформаторите и сијалиците во големите градови затоа што треба таа револуција индустријска ќе им ги заменела работните места на тие кои што во моментот функционираат, работниците. Така, машината која што со струја може пута 3 да зголеми продуктивноста на еден кој што работи во шивачката индустрија. Така да секогаш таа адаптација секој време си бара нова адаптација. Прашањето е колку брзо таа адаптација ќе ја ставиме во функција на нас. Така, апсолутно. И тоа е многу исто специфично за ова време што ми е, наспроти некое време што не било толку давно, пред некои 30-40 години, што никој не е во едно лого. Еве, например, тебе конкретно, ако те земам како некој образован човек, веќе не во тие тинеџерски години, туку веќе созрен, повторно не може да те ставам во едно лого како порано, и тоа им е доста чудно на луѓето, очигледно тоа е новото нормално, нели буквално и ти самиот не можеш да се опишеш со, знаеш, како порано тоа оди веројатно тоа некое време како сега, нели, или си пожарникар или си за нечие и слично, ако не си во едно, као не треба во едно само да гледаш и слично, тоа е исто многу чудно за денешно време, некако во повеќе улоги, сите се некако си бараме начин дори... да се исполниме, знаеш. Да. Има нешто што вика што ти е хоби или што ти е работа. Имаше една анализа, вика Никола Јокич, ја не знам дали NBA ми е хоби или ми е работа. Ја мислам повеќе ми е работа, хоби ми е јавањето коњи. Така да ако си го најдеш тоа што го сакаш да го работиш и работата ти биде и хоби и го помешаш едното и другото, доаѓаш до на златната средина на која што не ти е тешко да станеш со бајле, да сработиш нешто, да останеш колку што е потребно, да ги правиш работите што се тешки, ама најчесто ќе ги правиш тие работи што не ги сакаш на почеток, за да потоа подоцна ги правиш сите работи што ги сакаш. Колку дадеш, што го земеш. Така, што посееш, тоа ќе знаеш. Така. Игор, во ова веќе поминавме 1 час, веќе е касно. Заглавивме со почетокот, така што уште еднаш ќе ти се извинам и воедно ќе ти се заблагодарам што дојдеш, што ни испочитува во нашата 3-та сезона официјално на Next Gen подкаст. Се надевам дека ти беше пријатно тука, иако е веќе касно, ни паја концентрација. Не, веруј, може да го движиме ова многу долго. Се надевам ќе има и следна прилика да разговараме. Така да до сите млади само напред, главата горе што се вика, и кој паднал станал. Така да само чекорете напред. Мислам дека ова беше одлична порака за крај, за сите млади, да ги охрабриш малце, тоест да не охрабриш, еве јас се ставам во тој кош и со се ова што го правиме буквално ни треба на некој начин тоа. Во оваа прилика ќе искористам да ти го дадам и поклонот од нашите спонзори Urban Life MK. Станува збор за премиум ергономски ранец од брендот Bombata, кој е италијански бренд. Ова е од моите спонзори за тебе. Да. Се надам дека ти се допаѓа. Со гледа дека цело време користам ранци, ова супер доаѓа во надополнување на колекцијата, така да урбано, интересно, браво, фала ти. Така. Поздрав до спонзорите. Така, фала ти на тебе уште еднаш што дојде. За сите вас кои сакате да земете ист ранец или нешто друго од асортиманот на Urban Life, можете тоа да го направите со 10% попуст доколку внесете код NEXTGEN. Во оваа прилика ќе ви се заблагодарам сите кои останавте со нас повеќе од 1 час. До следно гледање, пријатно.